Гостивар изминатиот викенд пулсираше во духот на поезијата. Второто издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри, што се одржува во чест на Денот на сесловенските просветители, докажа дека во Гостивар се создава поетска манифестација од висок ранг. Гран при наградата годинава според бодувањето на петчлената комисија со председател академик Катица Ќулавкова ја освои Стефан Марковски од Гевгелија, автор на десетина книги од различни жанрови и области, член на Друштвото на писатели на Македонија, досега наградуван со престижни книжевни награди. Песните се напишани уште во 2009-10 во една моја се уште не објавена збирка, Елипса, сонот на Џуанг Це. Тоа е всушност книга која што ја напишав за многу краток временски период, малку повеќе од една недела, и се надам во скоро време ќе имам прилика да ја објавам. Што се однесува до самата награда, до процената на жирито, искрено, нормално дека сум изненаден. Ова е за мене наистина голема чест и мотивација да продолжам и понатаму да чекорам по патот на литературата и поезијата. Царството Божие во човекот, речем, исправен пред преградката на бранот. Ко љубов, ја стинееш жештината, творејки сјај. Те сакам, те љубам, меѓу јас и ти границите треперат. Со сонот, под секое склопување на грешките. Првата награда му припадна на Давор Крстевски од Куманово, втората на Катерина Гогова од Дојран, а третата на Цветанка Колева од Кавадарци. Наградата нормално кој се надпреварува и очекува. Мада баш прво место не, али тоа е супер беше. А вчера над Гостивар летаа поетски искри, го запаливме поетскиот огин и се надевам дека до година ќе гори. За најуспешен странски поет беше прогласен Невен Лукачевиќ од Хрватска, додека за најмлад автор Сара Ѓоргиевска од Куманово. Најдобрите беа избрани во конкуренција на над 70 поети од Македонија, Србија, Бугарија, Црна Гора и Хрватска. При изборот се внимаваше песните на поетот да содржат елементи на оригиналност, инвентивност, складност, заокруженост на мислата на поетот, да не се премногу прозаични, да се разнолики. Секаков предвид беа земени и интерпункцијските и правописните знаци, како и ритмиката. Она што го одбележа настанот беше славењето на мултикултурализмот и промоција на гостиварските таленти. На отворањето на фестивалот покрај поетите учесници во саботата навечер во летниот амфитеатар настапија и младите гостиварски музичари Назмие Морина и Ебрар Мазар, како и оперската певица Серафина Фантаузо. На манифестацијата свој настап имаше и поетесата Виолета Сековска, а културно-уметничката програма беше збогатена со мултиетнички рецитал од сите средни училишта во градот, музички изведби на членови на гимназискиот хор и културно-уметничкото друштво Браќа Гиноски. Како дел од програмата која ја проследи манифестацијата беше и испраќањето на патеката на мирот од ликовниот уметник Живко Поповски Цветин. Сите пријавени поети кои учествуваа на конкурсот се застапени во заеднички алманах кој беше промовиран на манифестацијата. Поетскиот фестивал во Гостивар го организира Центарот за култура и Сдруженијето Културен бран со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија.